Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам за присуството. На 6 март годинава, на пресконференција, ја повикавме владата веднаш да го утврди долгот на државата кон фирмите, да направи динамика за отплата на тој долг и да почне подитно да им плаќа на фирмите. Реакцијата на владата беше шокантна. Владата не знаеше колкав е нејзиниот долг кон приватните фирми. Како може, после речиси 4 години поминати на власт, владата на ВМРО-ДПМН да не си ги знае долговите? Како може за 4 години воопшто да не се заинтересираат колкав е долгот? Секој граѓанин со право се прашува: толку ли оваа влада недомакинска? И после месец и половина од нашата пресконференција, владата се уште не кажува колкав е долгот на државата кон приватните фирми. Уште не знае колкав е долгот. Срамота е ова, почитувани граѓани. Ја прашуваме владата: колку им должите на градежните фирми? Фрлате лопати, а должите. Колку им должите на фармацевтските компании? До кога ќе трае нивната добра волја да доставуваат лекови без да им биде платено? Доцни ли повратот на ДДВ? Фирмите честно си плаќаат данок, ама со право чекаат да добијат и поврат кога имаат право на тоа. Фирмите страдаат. Само во првите 2 месеци од 2010 година, депозитите што приватните фирми ги имаат кај банките се намалија за цели 2,2 милиарди денари. Уште полошо, ако споредиме со ланскиот февруари, депозитите се намалени за огромни 4,7 милиарди денари. Тоа покажува дека се тенчат резервите на фирмите. Затоа нема попуштање, премиере Груевски. Бараме одговори и ќе ги бараме се додека не ги добиеме. Колкав е долгот на државата кон приватните фирми? Ако и после месец и половина, откако ве прашавме, вие се уште не знаете, уште колку време ви треба за да знаете? Се топат и депозитите на државата кај Народна банка. Кога ВМРО-ДПМН дојде на власт, затекна депозити во висина од 37 милиарди денари. На крајот од февруари 2010 година, депозитите изнесуваа само 9 милиарди денари. Го потрошивте тоа што го затекнавте. Наскоро пак ќе ги задолжите граѓаните во странство, со голем износ и по висока цена. Исто како и кај ланското задолжување од 175 милиони евра, пак не кажувате за која конкретна намена ќе биде новото задолжување. Од една страна, не кажувате колку должите кон фирмите, а од друга страна се задолжувате без да кажете за која намена. Со тоа, на граѓаните им испраќате порака дека имате намера да потрошите се што може да се потроши, да оставите големи долгови секаде каде што можете и тогаш да ја напуштите власта. Премиере Груевски, кажете им гова на младите генерации, да знаат кој и како им ја уништува еднината. Ви благодарам.